Моето име е Александра Вуксановиќ, гледате поинакви вести на Слободен печат. Се чини како само лоши работи да не се случуваат во последно време. Трагедиите стана редовни дневни вести во едно мало општество како нашето. Семејното грозоморно убиство во кое загина 11-годишно дете на Петровден во Прилеп го одбележа викендот и зацрни уште една македонска фамилија. Прилепчанецот Панчо Чупарковски и неговото 11-годишно дете се жртвите на грозоморното убиство што се случи во центарот на градот, низ сокачињата во малото познато кај прилепчани како Орта џамија. Убиецот кој ги застрела внукот од неговата сестра и детето во Прилеп е познат како Пеце Белото. 63-годишниот прилепчанец подмолно ги намамил роднините да дојдат во неговиот дом, при што инсистирал неговиот внук да го поведе со себе и синот, што укажува на тоа дека планирал да ги убие и двајцата. Куќата во која живеел сам со едно куче е стара. Вратата на терасата на горниот кат беше отворена, а прозорците на долниот дел искрчени. Мајката и бабата на убиените заедно со незината снаа уште вчера попладнето дошле пред куќата на братот и викнале тој да ги пушти да влезат внатре. Првиот сосед на убиецот за Слободен печат вели дека го видел како излегува од дома во 7:30 часот, кога во саботата одел на пазар. Она што се зборува меѓу соседите неофицијално е дека тој најверојатно се сретнал со внукот и детето на пазарот, па ги викнал кај него за именданот Петровден. Утрово се активни 5 пожари на територијата на Македонија. Се уште е активен пожарот во општина Дојран, село Николич, нискостеблеста шума. Продолжува да гори и во Чучер Сандево и во општина Велес не е изгаснат огнот. Дабова шума, грмушки и ниска вегетација гори и во Македонски Брод, а пожар има и во Прилеп. А еве што се случуваше во Тетово. Брзи и бесни продолжение. Тетово беше центар на автомобилски настан со голем број посетители, при што според сведочењата од граѓани, настанот бил проследен со дрифтање и користење на модифицирани ауспуси, што ја надминало дозволената бучава за овој период од денот. Граѓани кои живеат во близина реагираа до редакцијата на Слободен печат дека гласноста значително ја надминувала законски дозволената граница од 40 децибели во периодот од 15 до 18 часот, а при тоа како што наведуваат, немало ниту едно забележано присуство на полиција на лице место за да се контролираат активностите. Дали сте размислила за тоа колку храна фрлате? Одамна не важи старото правило на кое инсистираа нашите баби и мајки, да не се остава ништо во чинијата и да се изеда последното залче, затоа што е среќа. Македонија е меѓу првите 10 земји што фрлаат најмногу храна. Се проценува дека најмногу се фрлаат житарки и пекарски производи, овошје, зеленчук и млеко и млечни производи. Бројките го докажуваат горе кажаното, па така во 2023 година на депонијата Дрисла во Скопје завршиле 1662 тони храна, а лани на неа беа истурени дури 13% повеќе прехранбени производи или 2242 тони, покажува извештајот за работење на ЈКП Дрисла во 2024 година. Повеќе за ова од текстот на Сонја Кириџиевска. А ако имате биткоин, со следната вест ќе ви го направиме денот. Биткоинот за прв пат надмина вредност од $120,000, што представува голема пресвртница за најголемата криптовалута во светот, бидејќи инвеститорите сметаат на долгоочекуваните промени во политиката во корист на индустријата што се очекува оваа недела. Американскиот претседател Доналд Трамп, кој се нарече себе си криптопредседател, и ги повика законодавците да ги променат регулативите во корист на индустријата. Путин кажува убави работи, а потоа бомбардира, вели американскиот претседател Доналд Трамп, кој одлучи да се испратат ракети Патриот во Украина, велејќи дека на Киев му се потребни за да се одбрани од Русија. Тој не прецизираше колку ракети ќе бидат испратени во Украина, но рече дека Европската унија ќе ги покрие трошоците за ракетите. Зборувајќи за потенцијален договор за прекин на огнот во појасот Газа, Трамп изрази надеж дека тоа ќе се случи оваа недела.
Но очигледно Бенјамин Нетањаху не мисли така. Израелскиот премиер му вети на министерот за финансии по продолженото 60-дневно примирие, кое моментално се дискутира во Доха. Израел ќе ја продолжи војната против палестинското милитантно движење Хамас во Газа. По паузата ќе го преместиме населението од појасот Газа на југ и ќе воведеме опсада на северна Газа. Наводно му рекол Нетањаху на Смотрих, кој бара гаранции од премиерот дека војната во Газа ќе продолжи. Среќен крај на потрагата по изгубеното 5-годишно дете во Италија. Ален Бернар Ганао, 5-годишно момче кое исчезна во петокот навечер од Камп Волате, беше пронајдено безбедно и здраво. Малиот Ален, кој го носеа во раце спасувачите, беше пречекан со овации од толпата што се собра на плоштадот Лате, која со нетрпение ги очекуваше добрите вести. Ужас на аеродром во Англија. Авион се урна и експлодира веднаш по полетувањето. Несреќата се случила само неколку секунди по полетувањето, при што авионот се срушил и се запалил. Снимки и фотографии објавени на социјалните мрежи покажуваат високи пламени јазици и густ црнчат над пистата. А сведоци раскажуваат за сцени од паника и шок. За сега нема официјални информации за бројот на жртви или повредени во несреќата. Дали сте слушнале за Бруклин Кури? Една невообичаена приказна на млада девојка која била нападната од куче на незината братучетка, кој ја одгризало долната уста. И наместо да тагува, да се повлече и крие, оваа девојка решила да го споделува своето закрепнување, заедно со 5 операции за реконструкција. Па сега е една од најинспиративните инфлуенсерки на Инстаграм. Кури, која е скейтер и модел, само што почнала да ја гради својата кариера кога во 2020 година била нападната од куче. Бруклин отишла на гости кај незината братучетка која 8 години го чувала своето куче. Кога сакала да го погали, кучето одеднаш изреагирало агресивно и ја нападнало. Во страшниот напад, кучето и ги одгризало горната усна и дел од носот, и иако преживеала, останала со деформација на лицето. Прв пат кога си го видов лицето беше страшно, но си помислив дека е време да ја засакам оваа нова верзија од мене. Не било возможно да и го сошијат парчето уста кое што било откинато и го однеле во болница. Па операцијата се одвивала со кожа од внатрешната страна на подлактицата, како основа за горна уста, како најтенка и најмека кожа од телото. Поминала низ неколку операции за устата и за носот, а својот Инстаграм профил со 500 000 следбеници го користи да утеши доколку и некој друг поминува низ нешто слично. А за крај на овие вести, малку летна забава. Ако сте авантуристи, сигурна сум дека ќе сакате да се качите на крузерот Star of the Seas. Се работи за моментално еден од најголемите и најимпресивните крузери во светот. Дизајниран е за патници кои бараат врвна забава на море. Централната атракција на овој импресивен брод е најголемиот воден парк некогаш изграден на море. Неговите 6 водни тобогани соборуваат рекорди. Еден има највисок слободен пат на океанот, додека друг нуди прв целосно отворен слободен пат на воден тобоган. На овој крузер преку ден не можете да стигнете да пробате се, а доколку мислите дека навечер уморни легнувате и спиете, се лажете, бидејќи ноќите овде се резервирани за посета на скриена футуристичка ледена арена, каде што се изведуваат акробатски представи кои оставаат без див. Покрај тоа бродот нуди се, од вечери за пеење со пијано и сензуални джез изведби до енергични рок бендови кои гарантираат добра забава. Погледнавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието. Повеќе информации побарајте на slobodенpečat.mk.